На третиот километар од Вапила се најдува селото Расино. Поинаку речено на 13-тиот километар од центарот на градот Охрид сместено е селото Расино. Посматрајќи го од првото возвишение, екипата на телевизија Морис забележа село кое што всушност ставува збир на 20 објекти, подобро речено селски куќи, подредени доста густо. За нас, едноставна причина за да се зачува Расинското поле, кое викаат е доста родно од причина што овде поминува Расинската река, која нешто подолу се влива во Коселската и така се до Охридското езеро. Селото Расино не е оддалечено многу од Охрид. Кога е населено овде и како потекнало неговото име? Селото Расино населено е пред 40 години. Населено од две села, од Коратица и од Силда. А името го добило, кој што кажуваат старите, живеел некој Расим Бек во Расино и по името на Расим Бек го има добиено селото Расино. Значи овде постоел турски чифлик. Овде биле турски чифлици. Селските објекти кои во почетокот можевме да ги наброиме и на прсти, всушност не представуваат сите топли домови. Како ние забележавме од пред малку спомнатото возвишение, одвај 5-6 оджаци беа зачадени. Тоа се викаат доволни огништа за да подкрепат 25 жители во село Расино. Број на жители колку што всушност ги има денес. Радозналоста на нашата камера дозволи да забележиме елементи кои што пак укажуваат на вредни рад со целото Расино. Најповеќе за оние кои што се бават со живелост. Реката која што поминува низ селото Расино викаат толкова вредност му дава на Расинското поле, што на некој начин ја чини живеачката тешка, арно, ама и богата. Предносите на ова село е што низ селото вори река. Има добро земјиште обработливо, бавчи, има оре и доста сливи, голем приход има. Реката која што поминува низ селото Расино викаат толкова вредност му дава на Расинското поле, што на некој начин ја чини живеачката тешка, арно, ама и богата. Го забележувате од прво видениот објект, каде што овој двор е опремен и со земјоделски машини арно, ама и со пропратни објекти каде што, ете, вреди да се смести и многу бројниот добиток. Од некогашните 3-4 илјади овци викаат и денес се задржава нешто преку 300 во рацете на 3 до 4 семејства. Што значи од секогаш селото Расино било добро дојдено и за сточарството, ама и за земјоделието. Па, раселување има, порано ради патот беше. Најголемиот проблем ради патот беше, иселување. Сега нешто може повратување ради работни места. Има проблеми
ради телевизија што не фаќа. Телефон нема. Тука се голем проблеми. Младите, ако дојдат преку денот да работат, навечер не остануваат. Мора да заминат за Охрид, ради што нема ни телевизор, ни телефон, ништо. Малобројноста на жителите во Расино не дозволувало да се организираат материјално и финансиски. Тоа е можеби и причината што црквата Свети Никола во село Расино е скромна. Викаат скоро ја градиле. И повеќе истата служи како трапезарија отколку за црковен олтар таму каде што се обувуваат сите побожни почести. Арно, ама, олтарот од црквата Свети Никола е многу отподобно изграден и во моментот го посматрате. Се разбира, тука се и вечните жители на село Расино. За ова прилика далеку под селото, условно сватете зашто тоа далеку не е повеќе од 200 метри, но во споредба со другите селски храмови и цркви кои што секогаш се на првото возвишување и од секогаш гордо го посматраат своето село, подобро речено жителите што се движат и кога тогаш еден ден ќе бидат вечни станари на тоа парче земја. Пак не е случајно што црквата Свети Никола е далеку под селото. Викаат од десната страна се најдувало старото село Расино и ете, за тогашни прилики, сепак Свети Никола бил над селото. Дека е ова вакарско место, го потврдува и дрвото израстено во непосредна близина, што по својот изглед зборува дека не му се знае годината на неговиот постан. Нашата црква, тоа е трапезарија, нема никаков дел други. За да се направи други дел, нема могуćност, нема средства. Викате, е многу мало селото. викате никогаш не сте имале училишна зграда или училиште. Каде вие, например, како расинец сте добили првата писменост? Ние како расинци прво до 4-то деление одевме во Вапила. После од 4-то до 8-то во Посел. Така завршуваме. Селото Расино скоро е доселено. Најповеќе викаат од селото Сирула и Куратица. Првите најблиски села, не сметајќи ја притоа Вапила. Тоа значи дека во облик на домаќини по потрага на по-богата земја и поголем простор за пасење на сопствената стока, едно село повеќе во Македонија. При тоа не тврдиме дека кога тогаш селото Расино броело повеќе жители отколку што брои денес. Очигледен заклучок, пошто ете, домашните објекти ги посматраме пак низ призмата на еден стожер, кој што само случајно е задржано ова широко гумно, кој некогаш одвој успева да ги собере сите житни снопи. Селото Расино скоро добило и асфалтен пат. Тоа го начинило истото поблиску до Охридскиот пазар, ама нема кој да го обработува богатото расинско поле. Тоа раселување има порано ради патот беше. Најголемиот проблем ради патот беше, иселување. Сега нешто може повратување ради работни места. Има проблеми ради телевизија што не фаќа. Телефон нема. Тука се голем проблеми. Младите, ако дојдат преку денот да работат, навечер не остануваат. Мора да заминат за Охрид,
Radi što nema ni televizor, ni telefon, ništa. Некогаш се имало многу повеќе и пак да се врзиме со начинот на надзидање на расинските куќи, каде што охридската традиција е длабоко задржана со широки зачардаци, а во овој случај дури и преку двете страни на куќата. Расинските куќи всушност се вистински пример за поимот македонска куќа. Инаку овде доминира плитар. Плитар и камен и се разбира доколку истиот е добро заштитен со цврст покрив, постанува вечност. Конската или воловската запрега како земјовско орудие и сега може да се сретне по широките дворови во село Расино. Арнама и механизација во облек на конска сила како што се тракторите и мултикултиваторите. Богатството на селаните од село Расино го потврдува и тоа дека секоја куќа всушност поседува собствен казан за варење на ракија, како и домашна фурна за печење на бела селска повеќе. Своевремено 3 бунари всушност ја гаселе жета на расинци. Денес е состојбата и тука поинаква. Кинисало кон подобро и сега расинци всушност имаат водовод. Тешко се инвестирало во Расино како резултат на само иницијатива, а уште повеќе само придонес. Под причина што жителите од секогаш во Расино биле малобројни и за секој поголем облик на инвестиција, не можеле да соберат доволно снага. Најупорните дури и денес вложуваат посебен напор во споредба со оние кои што заминале по потрага на подобро и полесно заработено парче леб, па ги оставиле своите топли домови и родени прагови на забот од времето. Своевремено во село Расино работеле дури 3 воданици. За нас беше впечатлив јазот само уште од едната, последната, то нешто подоцна ќе видиме прилика дури и да ја посетиме. Поимот воденица беше лесно да се меморира. Од причина што пред овој објект стоја 2 воденичарски камени. Очигледно истата се најдувало во непосредна близина, а уште повеќе им, односно му припаѓало на ово домаќинство. И токму за ова домаќинство дознавме и приказна. Забележувате дека всушност каменот не е ни исчаден, односно таман е овој објект завршен откога постарите домаќини умреле. Помладите не успеале да соберат доволно енергија и снага за да се задржат на овој ново изграден дом.
Така да испаја дека ново изградениот дом пред време е осуден на распаѓање, што всушност тој процес е и пред вашите очи. При тоа не тврдиме дека во Расино не се раѓаат нови објекти. Еден од нив нешто позна ќе биде забележен. Очигледно дека расинци посакуваат да ги има што повеќе. Она, како рекоа, барем надеж да им влезе едно подобро утре. Односно, дека раселените расинци еден ден ќе се вратат. Ќе се вратат ако ништо повеќе да се гордеат со пролетната убавина, кога овде е неизмерно убаво и зелено. Таа прилика ја чека и екипата на телевизија Морис, кога вети дека ќе ги посетиме. Во еден селски двор во Расино се има своја логика и хармонија. Забележувате дека земјоделските машини се од левата страна, додека во сеницата од десната страна има од се помалку. Ова, напротив, не е кршилом, туку хармонија која што доликува непречено работење на секој селско домаќинство. Она што вика се да биде при рака, од дрвата до огрев, до основните алатки, па ете дури и главната механизација, наречена трактор. И овој објект понекогаш и само некогаш представувал топол дом, представува и сега, арно, ама за малобројната стока. Овде се и плевните и шталите добро изградени и покриени со цврст материјал, што само на почетокот не збуни и броејќи куќите, односно домаќинствата напрасти, испадна дека селото Расино е многобројно и по домови и по жители. На некој начин штала изигрува и ова здање, што некогаш за време на колективното здружување било долго уште 40 метри и викаат целокупната селска стока, односно добиток, преночувала овде. Не успевајќи колективното здружение како здружен труд, расинци само формално го задржале пред малку спомнатиот објект. Поинаку речено, може би случајно, пркосејќи му на забот, на времето останал на сопствените темели, всушност како и оваа воденица, чија бука ја посматраме. Од поодамна не влегол човек овде, рекоа Арно, ама елементите кои што покажуваат дека овде од секогаш било живо, со подскакање на воденичарскиот камен. Со посматрање на турбината, подвижувач на оваа тежина. Истата представува како споменик да кажува за некогашните времена кои што овде тврдат дека биле добри. Јасно е дека зарđаниот механизам не може повеќе да се подвижи.
Не може да се приспособи ни јазот, зашто, како рекоа, токму асфалтниот пат поминал преку него и го пресекол, го онеспособил за сите времена. Друго е пак прашање кому е потребна воденица во Расино денес, каде што наместо српот и жетвачките, сега во примена е модерната механизација, наречена дури и комбајн. Селото Расино всушност немало ни местна заедница, односно организирана селска власт. Нема ни денес, иако желбата на расинци е да оформат месен одбор и сами да се изборат за своите потреби. Знаат и за новиот закон од локалната самоуправа, кога тврдат дека село со 30 жители можно е да оформи месна заедница. Бидејќи село е мало, немаме можности за местна заедница. Се приклучуваме со вапива или војшта во една местна заедница исклучува. Бидејќи е мал број, немаме людство ние за местна заедница. Ако некогаш топлите простори не бидат толку празни и безмалку наместени, чините дека ручекот на домашната трпеза да очекува вас. Тука се дури и иконите. Арно, ама состојбата е поинаква, внимавајте добро. На оваа топла просторија не и достасува еден зид. Иронијата е поголема што при влезот и понатаму виси катинер. Тоа е причината што ние вообразивме дека всушност влеговме во една просторија каде што може да се почувствува начинот на живење на домаќинот. Иако истата е посматрана од 50 метри оддалеченост. Имавме намера да ви покажеме како незаштитениот плитар или черпејќи се престорува во земја. Доволно истото да се случи само ако е покривот слаб. Еве за тоа пример. Ова викаат расинци е тажната приказна на нивното село и како работите стојат, оваа тага нема да доминира во вечност. Селото Расино е сепак предодредено да живее среќно, нарочито денес, кога се комплетираат сите инфраструктурни елементи. Недостасува само уште телефонот. Вредните и во иднина организирани раце на расинци сигурно дека тоа ќе остворат. Нашето село исклучиво се занимава со сточарство овци, крави и прасиња. Но повеќе штали се затворени, бидејќи со селија луѓево саќаат ги обноват во некој начин, ако има некои средства, кредити, да ги обноват тие фарми. Ветувањето дека ќе го посетиме селото Расино пак
го направивме од неколку причини. Пред се викаат на пролет во Расина е многу убаво. Има многу повеќе народ и оно што е најважно, расинци се гостопримливи. Нека им е Господ на помош.